подпредседателя, колеги и пратеници. Значи аз имам три прашања. Едно до министерот за образование и наука, едно до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и едно до премиерот. Значи, првото прашање ми е до министерот за образование и наука. Ето Шакири, сега аз тука прво ќе илустрирам состојбата на студентите, значи поточно на студентските домови, во какви услови, значи така наречената таа фраза сакаат многу често да користат, нели, представниците на власта и днината на оваа држава, значи во какви услови студира, учи и живе. Значи да почнеме со Стив Номов и Пелагонија. Нема топла вода и грејање. Често студентите настинуваат, имаат инфекции. Тие што може, што се во можност, се враќаат дома за базични хигиенски потреби. Во Пелагонија доскоро немаше никакво парно, затоа што тамошниот, значи, директор Аѓен Физулаху не дозволуваше НСМ да интервенираат на помошната станица за студентите да добијат парно. Сега имаат некој си парно колку да се рече. Студентски дом Гоце Делчев. Значи после 19 часот им ги гасат лифтовите. Строго се забранети грејни тела. Им ги гасат фрижидерите. Им ги тресат собите како гестапо, значи без нивна дозвола, што е нелегално. Имаат притисоци, веќе имаат избркани студенти од студентскиот дом, значи Гоце Делчев, чисто да послужат како пример. Имаат правилник, нов правилник со драконски казни, набере студентите се криминалци, имаат качени цени, например, за перење и сушење, сега им доаѓа на студентите скоро 500 денари. Кузма Осифовски притока, што сите знаеме, моментално не е во функција, значи имаме околу 500 легла помалку, што дополнително комплицира ситуацијата со сместување на студентите. Реновирањето се одоговлекува премногу долго и имам обет всушност дека тука се спрема за приватизација. Значи пред да почнат, заради ова студентите реагира, имавте протести на два пати. Пред протестите, значи имаше и моабети дека планирате месечната, значи котизација од 3500 да ја качите на 5100 денари. Значи студентите излегува на протести, имавме два протести, излегува со скромни барања, значи да се качи субвенциониран студентски оброк од 120 на 150 денари, стипендиите да се израмнат, затоа што старите стипендии сега се помали од новите стипендии, значи реновирање, најнормално реновирање на студентските домови, некој план за, нели, студентските градови кои што СДСМ ги најави уште 2017 и всушност студентите најбитното да бидат иземени од мерките за штедење. Значи, моето прашање е, земајќи ги во предвид, значи, сите горонаведени работи јас кои ги кажав, дали мисли министерот воопшто да излезе во пресред на студентите и со тоа да им помогне за студентскиот стандард, или планира владата на грбот на најсиромешните студенти да продолжи со мерките за штедење?